Здраво Македонија, се надевам дека и вие сте подготвени како што сме подготвени сите во нашето студио за уште едно интересно издание на нашиот и ваш омилен квиз Листа за 300, кој што секако може да го гледате само на Сител телевизија. Како што реков веќе, надпреварувачите се подготвени, па да не го трошам повеќе времето и да не ги деконцентрирам, ќе ги повикам да ми се придружат тука. А секако прво, како и секогаш досега, ќе ги повикам домакините, односно победниците од минатото наше издание. Тоа се Зоран и Андреј. Повелете. Господин Зоран, господин Андреј, како сте? Одлично. Расположени денеска зашто е една пред. Да, топ. Секогаш си Зоран добро расположен, мора да ти признам, секоја чест за тоа. Кога ќе пораснам, сакам да бидам како тебе. Да не сакате, зашто да не? Зашто да не? И ја така викам, само два пати неделно фудбал ќе да се игра, така, не и да не се забора. Нон-стоп активен само. Е така, нон-стоп човек активен да биде. Па и така треба да биде. Створен, ја мислам дека луѓето сме создадени да бидеме во акција цело време, нешто да правиме, не да лежиме. Нема време да размислам за глупости да например како да, што би било кога би било, зошто вака би било и што ќе биде ако не биде. Точно така, човек кој што е преокупиран со работа и тоа во позитивно, мислам, не преокупиран да не може да спие, да се нервира, коса да му беле, туку да е преокупиран да прави нешто цело време. Многу ме поубав и полесен живот, како што рече, немаш време да мисли за непотребни работи, за тоа што поминало, како можело да биде или пак што може да биде во иднина, да не сме повлекле никаков потез и тоа е тоа. Живеј во реалноста, нели? Тоа го оставаме на некој друг, нека размисли што ќе биде, кој ќе биде. Така е, така е. Иако биде. Иако биде, затоа живеј си во реалноста, тоа секој сум викал, во моментот, уживај во животот, во секој момент што ти е даден и тоа е тоа. Кога сме кај уживањето, домаќини, ќе уживаме во домаќинската кабина и денеска. Се надевам. Да. Ајде. Како што знаете, домаќини сте, ваша домаќинската кабина, да не сакате да поздравите нешто во меѓувреме. Ево, ајде, фамилијата, пријателите да не се наљутат и колегите од факултет. Убаво што ти текна, Андреј. Морат малце. Мене ми се јавија дека ќе се љутат ако не поздравуваш. Како да не. Никој не ти се љути, сите знаат дека си сконцентриран на тоа што треба допрва да се случи. Да не ви одземам повеќе внимание. Фала. Повелете во вашата кабина. Секако, за да си продолжиме понатаму со листа за 300, треба да ги запознаеме и нивните противници, односно денешните предизвикувачи. А таа улога им припадна на Павле и Чеде. Повелете. Павле, здраво. Здраво, Марше. Чеде, здраво. Здраво. Како сте, момци? Добри. Расположени за игра, така? Расположен. Уште едно тетовско дуо квизачко, ако не се лажам. Во минатото издание ни беа Драголюб и Ананија. Поздрав до нив, ги познаваме. Да, се познавате лично, супер. Јас се понадевав дека ќе имаме, мислам се понадевав во еден момент, викам ќе биде интересно затоа што видов дека вие треба денеска, викам ќе биде интересно тетовчани ако ве седнеме едни против други. Тетовско дерби. Тетовско дерби едно да. Да. Е така некако. Но еве, пака пуште по интерес сега. Динамично малце да ве сочиме еве со Скопско тетовски дуел имаме. Таман публиката ќе може да се подели за нивните фаворити. Јас не се делам. Се едно ме сакам само да имам интересно издание во што и не се ни сомневам. Да не сакате вие да додадете нешто? Па не. Тоа е. Нешто посебно е да ги поздравиме сите што не гледаат, што гледаат редовно квизов. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Мене минатата сезона ми замерија. Да, Од дома, ама тие што ми замерија што не ги поздравив, пак не ги поздравувам, туку ќе ја поздравам ќерка ми Јана и внукот Андреј. Тие се најбитни. А другите да ги поздравуваш да се јадат Зошто не? пак. Да. Голем поздрав до сопругата и до синот. Не, внук ми е Андреј, а ќерка И Јана. ќерката Јана, не знам што слушам веќе. Ќе мора. Живи здрави да сте. А за тие кои што сте му замериле, памет во глава, ако сакате да ве поздрави. За тие ќе ти наплана по 50 денари од поздрав. Како што имаше порадост од телефон. Вие тетовчани малку. Каже, нема тука. Супер сте вие тетовчани, секогаш уживам во ваше друштво. Иако мора да признам дека одамна не сум бил тетово. Порано одев многу почесто, сега во последно време обврските си го направија своето и многу поретко одам. Порано и патот на кешара ме носеше многу почесто, пак ќе се застане во тетово на ручек да се видам со другари сега, како што реков, послабо, но ќе го поправим и тоа. Нови пријатели имам сега, нови познаници, ќе ги реобновам и тие старите и ќе уживам пак во убавините на Тетово. А сега да уживаме во убавините на листа за 300, ако сме спремни и подготвени, ќе влеземе во кабината. Почувате како предизвикувачи, што значи ваше предизвикувачката кабина, повелете.
Зоран и Андреј, односно Павле и Чеде се во нивните надпреварувачки кабини. Сега те ги проверим истите дали си работат како што треба, затоа што нели не сакаме да имаме никакви проблеми во продолжение. Па за таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините, а Павле и Чеде дали се слушаме? Се слушам. Знаете како оди процедурата, имате искуство со листа за 300, колку пати сте биле до сега? Еднаш. Само еднаш, имав чувство како повеќе пати да сте биле. 4 емисии дека бевме затоа. Ето затоа, зашто било? Не па 4 пати сте биле. Да. Извини, ја така ги бројам. Супер, да не се повторувам. Сега ќе исклучиме и вашата кабина да провериме на вашите противници и после тоа си започнуваме. Зоран и Андреј, дали се слушаме? Да. Супер, може да почнеме. Зоран! Зоран! Дали ме слушаш, Зоран? Те слушам, добре. Одлично, може да почнеме, така. Морам да те поправам за преска. Не е Скопско-Тетовски, него ние сме мешан тим, имаме Страдецки. Охрид, Скопско-Охридски. Скопско-Охридски, опа, Скопјани, Охриѓани, ова е реткост да се види. Имаме Страдецка екипа. Заедно, види, Скопско-Охридска екипа, па затоа и вакви успеси се редат. Нема кога ќе спаат Скопјани, Охриѓани или Скопјани, Битолчани, Охриѓани, Битолчани, опасно е. Ама внимавајте, опасни си Тетовчани кои ќе се спојат заедно, затоа внимателно. Така е. Поздрав до директорот Ненад од Тетово. Голем поздрав до Ненад, директорот од Тетово, еви и од мене, до него. Бившиот директор, голем поздрав до него. А сега, домаќини, може ли да продолжиме понатаму? Може, да. Супер. Ете, и домаќините ви дадоа зелено светло дека може да продолжиме понатаму, па да продолжиме понатаму. Се започнуваме со првата лицитација, односно првото надавање. А темата за истото гласи: зборови на 4 букви кои почнуваат на буквата К. Бараме зборови на 4 букви што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои почнуваат со буквата К. Само во еднина, без обзир. Дали се именки, придавки, прилози, глаголи и слично. Не се признаваат лични географски имиња, имиња на компании, кратенки и така натаму. Зоран и Андреј, дали не е јасна темата? Зборчиња на 4 букви кои што почнуваат на буквата К, не може лични имиња, ниту имиња на компании, такви работи, да, само зборови. Павли Чете, дали не е јасна темата? Да, јасно. Одлично. Знаете, драги гледачи, дека први со надавања при првата лицитација започнуваат тековните предизвикувачи. Во таа улога се моментално Павле и Чеде. Затоа ќе ве замолам да исклучиме кабината на Зоран и на Андреја. Павле Чеде, кога ќе имате понуда, кажете ни ја. 4. Извини, не ми беше пишно. 4. 4, 6, 6, 8. 8, 12, 12. Има доста зборчиња. 13. 13, 14, 14, Плюс 1. 15, 15, 16. 16, 17. 17, 18, 18, 19. 19, 27, 21. Како ми да припавле на претходното, Чети, извини, викам сега ќе кажеш 40. 19. Добро. 22, ајде нека. 22. и 3, 23. Ајде 24. 24. 25, 25. 26. 26. 7, 27. Докај сме? 27. 28. 28. Нека одговарат. Да одговарат? Ајде да видиме Зоран и Андреј дали доволно ги навлеговме за да ги фатиме на кондиција или пак на грешка. 28 празни полиња.
Павличе, ни треба, значи, 28 точни зборчиња, кои што се на 4, од 4 букви составени и почуваат на буквата К, доколку сакаме да го освоиме првиот поен. Кога ќе бидете подготвени, може да започнете, само уште еднаш да повторам дека не е важно какви се зборовите, дали се именки, глаголи, придавки, прилози и така натаму, но мора да се во еднина. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Кале. Кале. Така е. Кафе. Кафе. Љубители ли сте на кафе, Павличе? Јас знам. Да. Јас во живот се немам напиен. Сериозно? Најсериозно. Браво, сега знам и човек што не се напил ни кафе, знам и еден-двајца луѓе што никогаш во живот алкохол се немаат напиен, ама капка немаат, не знам како вкус има тоа не воопшто. И да, добро, ја не. Ама сега прв пат слушам за некој што воопшто кафе не се напил, не пил. Браво. Супер. Не е и онака кафето здраве, мислам, добре, ако не претераме, како со сте друго во животот, нели? Каса. Каса. Така е? Када. Када. Точно. Кажа. Кажа. Каша. Каша. Така е. Кама. Кама. Така е. Кани. Кани. Така е. Капа. Капа. Точно. Киви. Киви. Така е. Марко, може множина, нели? Не, само во еднина. Само еднина. Кило тогаш. Кило. Кило, да. Така е. Кива. Кива. Како пшу. Да. Така е. Кран. 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 Така е. Кино. Кино. Така. Крап. Крап. Така е. Поминавме повеќе од пола. Кино го кажи. Кога. Кога. Така. Каде. Каде? Тука каде. Така е. Крив. Крив. Така е, крив точен одговор. Уште 10. Кофа. Кофа. Така е. Кого. Кого? Така е, точен одговор. Коза. Коза. Така е.
Клан. Клан. Точно. Клет. Клет. Точен одговор. Коса. Коса. Така е. Клуб. Клуб. Така е. Кова. Како? Кова. Кова. Така е. Кума. Кума. Поздрав до мојата кума Ристина. Жива и здрава да си, кумо. И последното, Куќа. куќа. Мајсторски. Ти самите си кажавте, мајсторски одиграно. Браво, с куќа 28 точен одговор за Павле и Чеде. Немаше тука што да се замери, одлично одиграно. Дури имам чувства дека и да беа и уште десетина без никаков проблем ке ги истеравме. Браво, одлично одиграно. 30 ни беа граница. Да, ве слушнав и кога зборевте меѓу себе до каде ќе одите 30. Да, 32, 35 се спомна, да. Така, браво, одлично убаво одиграно во еден замав, што се во еден здив, што се вика, кажани овие 28 зборчиња кои што требаше за да си го освоите и првиот поен. Браво, но не се опуштајте премногу. Знаете дека имам уште една лицитација. Адре и Зоран се опасни надпреварувачи, затоа внимателно. Но радувајте се за првиот поен. Зоран и Андреј, убаво одиграно, може би малце требаше уште да надаваме, похрабро да се одигра оваа лицитација. Кога влегува во ритм, излегува зборчињата. Јас реков уште да даjem уште малце, ама Да. Добро, така сплетал колоси. Да, се случува. И на најдобрите им се случува. Тоа е. Така е. Зоран и Андреј, знаете, не треба да ме тешам, ништо не готови, имам уште една лицитација, внимателно можете да направите и пресврт. А пред да продолжиме понатаму, драги гледачи, да ги прочитам уште неколку од овие зборови на 4 буки кои почнуваат на буквата К, кажа доста моите надпреварувачи, но еве, ќе пробам да ги одвојам. Кажа, потоа кало, камп, кану, капа, капе, потоа кара, кари, каре, каца, кафе, кажа, ме се знам, каче, кебе, кеса, потоа кикс, килт, кожа, кука, куче и така натаму. Не можам сега да ги двојам, па ќе речам, кажа 28 зборчиња моите надпреварувачи, тешко ми да одвојам кој ги кажа, а кој не. А сега, драги гледачи, продолжуваме со втората лицитација, односно второто надавање. Ова е пресудно и за едните и за другите. Едните се борат за да играат пенали, да направат целосен пресврт, додека пат другите се борат веднаш тука да застанат до мене на главната сцена и да се борат за паричната награда. Па затоа да не ги држам повеќе. Темата за втората лицитација гласи: актуелни фудбалски прволигашки екипи во државите од некогашна Југославија. Бараме имиња на фудбалски екипи кои играат во првите лиги на било која од 6 држави кои настанаа од некогашна Југославија. Значи бараме прволигаши оваа сезона 2024-2025 година од Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија. Имињата на градовите или спонзорите не мора да ги кажувате. Зоран и Андреј, дали не е јасна темата? Да. Одлично, Павличете, дали не е јасна темата? Да, јасно. Уште еднаш, Актуелни, така? актуелни, точно така, оние екипи кои што настапуваат во тековната 2024, односно 2025 година, сезоната. И како што реков, ги бараме оние прволигашки екипи од Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија. Ако не е јасно, знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива. Моментално во таква ситуација се Зоран и Андреј. Ке ве замолам да исклучиме кабината на предизвикувачите. Зоран и Андреј, која ќе имате понуда, повелете? 5. 5. Стартуваме со 5. 7. 7. 9. 9. 10.
10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 23. Idemo уште нагоре. 24. Зоране, баш лицитација. До кај сме, Марко? До 24. Ај 25. 25. Нека одговарат. Да одговараат? Ајде, Зоран и Андри, да видиме дали ќе се исплати сега стратегијата, дали ќе успееме со оваа тактика да стигнеме до пенали или пак само ќе ми олесниме работата на Павле и Чеде. Павле и Чеде, кога ќе бидете подготвени, да започнеме со одговарање. 25 бараме прволигашки екипи од оние држави кои настана по распадот на Југославија. Да не ги повторувам, веќе ги кажав неколку пати, кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Ај од нашиве прво да почнеме. Вардар. Ајде, од нашите со нашиот легендарен клуб Вардар. Така е, Работнички. работнички. Така е, Шкупи. Шкупи. Точно. Шкендија. Шкендија. Така е, Воска спорт. така е, Воска, точен одговор. Шампионот Струга Тримљум. Струга. Така е, Пелистер од Битола. Пелистер. Така е, Тиквеш, Тиквеш. Така е, Гостивар. Гостивар. Така е, Апа Брера Струмица. Академија Пандев поранеш. Сега се Брера Струмица. така. Брера. Точен одговор. Силекс, Силекс. Така е, една ни фали тука во Македонија, ама ајде одиме будуќе. Ќе оставиме, не ме ставиме 200 партизан. Црвена звезда, значи одиме сега Србија. Црвена звезда. Така е. Беса Добридо, дебитантот. Беса, тие ви фалат и ви сте Новиот познати прволигаш. како Беса 1976. 76. Новиот Добридо, прволигаш, да. Гостиварско. Така е. Тоа е точен одговор. Партизан, Партизан. Така е. Војводина, Војводина. Точно. Чукарички, Чукарички. Така е. ТСЦ Бачка Топола. Само момент.
Така е, точен одговор. Хајдук. Хајдук. Ова сега веќе хрватско одиме, точен одговор. Динамо Загреб. Динамо Загреб. Динамо, точен одговор. Риека. Риека. Така е. Осијек. Осијек. Осијек, се извинувам, мора да видам само. Аха, добри сме. Така е, точен одговор. Борац Бања Лука. Борац Бања Лука. Точен Марибор. одговор. Марибор. Одиме Словенија. Да се прошетаме и таму малце. Нагоре. Марибор, точен одговор. Олимпија Љубљана. Олимпија Љубљана. Така е. И ајде да завршиме со Црна Гора да не ни се налутат. Будуćност од Подгорица. Будуćност од Подгорица, ги офативме сите оние Да. држави од XU. Ќе немаше смисла со Србија да се заврши одма, само со Да Македонија. се живеат, така е. Металац, Раднички низ, Раднички градувац, единство, упис, знаевме уште 10. Сега паметен ми се прави што е, поише од мене имаш информации на... Се знам, супер бевте. Павли Чеде, честитки за победата денеска. Фала. Мислам дека малце ви олеснија и работата вашите противници, требаше малце повеќе да надаваат, похрабро да играат во тој поглед, но нема да се мешам, имало и нели која се До прави. 30 ќе ги оставевме да одговараат. Да? Да. А, па добро, може би паметно да играле тогаш кога ќе видиме се на се, да. Се зависи од тоа колку ја познава оваа тема. Да. Одлично одиграно од ваша страна и од нивна страна, сега, но сепак за неа са подобри вие и победата си ја однесовте, што значи ќе се видиме тука за кратко и ќе имате шанса да освоите парична награда. Зоран и Андреј, па ќе кажам единствена забелешка што имаве, што мислам дека можеме малце повеќе да надаваме, малце похрабро да играме, но во секој случај. Па ќе кажам, ја мислев да изиграме уште, ама не знам некоја идејата на него, Да, не да се вадам на него, него... Да, добро, понекогаш Не дека не ги едноставно знаеме, се знаеме, случува. има да. многу. Ама мислеме на нивниот кикс. Еве, Да, на искрено. таа карта се одеше добро, како и да е. Зоран и Андреј, не треба да ви кажам дека си бевте супер надпреварувачи, Не беше уште е подобро, за мене беше па многу убаво и добро тоа што сте весели, ведри луѓе. Супер си поминав, едве чекам повторно да дојдете во листа за 300 и пак да се дружиме. За жал, денеска морам чао да ви кажам. Останете ми во добро здравје. Исто. Павли Чеде, како што реков, за кратко ќе ги повикам тука на главната сцена и ќе ги соочиме со темата од нашата листа. Но пред да го направиме тоа, да прочитаме дел од оние екипи кои што ги баравме, прволигашки екипи во државите од некогашна Југославија. Од Србија кои ги имаме тука, ќе ги издвојам некои кои кон нас звучни имиња, барем ја што мислам, тоа се Војводина, Железничар, Напредак, ОФК Београд, Раднички ги имаме, Раднички од Лесковац или Раднички 1923, Раднички Ниш, Спартак Суботица, потоа Црна Гора ги имаме Арсенал Тиват, Језеро, Морнар, Сутјеска, па од Босна и Херцеговина ги имаме Вележ, Железничар, Зрински, Игман, Сараево, Слобода, Слога, Добој, Широки брег. Од Хрватска ги кажавме поголемиот дел, барем од оние кои што се позвучни имиња, ја ќе кажам тука плюс уште и Шибеник и Истра. Од Словенија ги имаме Копер, Марибор, кажавме Олимпија и целе вака позвучни ги има секако, не се ова сите екипи од сите лиги што ги прочитав туку, но некои што јас мислам дека се најзвучни. А сега, драги гледачи, да ги повикаме Павли Чеде да ми се придружат тука на главната сцена и да ги соочиме со темата од нашата листа. Што ќе направат? Ќе видиме во продолжение. Затоа останете со нас. Се враќаме по рекламите. Павли Чеде ми се придружија тука на главната сцена. За кратко ќе ми ја кажам и темата и ќе имаат шанса да си освојат и убава парична награда. Но прво мораме да се прошетаме низ нашата листа, да видиме како стојат работите со истата, и потоа си продолжуваме со ред. Нашата листа е составена од 15 празни полиња, кои што сега ќе ги видиме на нашиот екран.
И сега го истите треба да ги испишеме со точни одговори за да добиеме онаа максимална сума. Во меѓувреме за 3 точни одговори вас ви следуваат 50 евра. За 6 точни одговори 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате од нашето студио со парична награда од 300 евра. Дали имаме навика да одиме во кино, гледаме филмови, не гледам, имаме време, немаме време? Кога како? Кога како? Во Тетово нема кино. Да, за жал нема кино во Тетово. Добра, патот ме носи во Скопје, понекогаш ви текнал да дојдете. Сум гледал во Синеплекс, може и не треба да кажувам, Не, да нема спонзорирам неколку пати само. Така, добро, и јас знаеш со Другото од годините. дома нешто, да. Па да, мене не знам, порано многу сакав да одам во кино, ама со годините не можам да си го задржам толку вниманието да седам и сега ги прати подолго филмовите, нема филм под 3 сата. Ја 3 сата да седам во едно место и извини, Да. почнам да се укочувам целиот. Сакам да си станам, да си отидам, да си пивнам, да си јадам, да се до веце, што се вика до тоалет, да се вратиш. Да не тоа се во филмови кино- на 2,5 сати. Да, сите филми се по Да. Не, темава да не е таква. тема не. Замисли. Знаеш дека не е така лоша оваа тема. Филмови подолги од 2 сати и 38 минути. Не, ама поврзана е со филмовите и со најпознатиот избор нели за на наградите Оскарите. Па да почнеме, мислам, а? Може. Ајде, да не ве одолговлекувам, а вие можете од прилика да размислувате на таа тема. Драги гледачи, слушајте ви убаво затоа што денеска го тестираме нашето знаење на тема филмови освојувачи на Оскар за најдобар филм. Извор, сајтот на Американската филмска академија. Ги бараме насловите на филмовите од првата доделба на Оскари па се до последната оваа година. Насловите можете да ги кажете во македонска транскрипција или пак во оригинал. Има многу познати филмови тука со моја помош, да некаде мислам дека ќе стигнеме. Но тука има филм многу познат со Не, последниот ќе почнеме. ајде, да. Опенхаймер го доби. Ајде, не ве збунам да Оскаров за... почне пак од заглавите ќе Да. видиме дали ви треба помош. Опенхаймер. Да. Добитникот на Оскар 2024 година или за 23-та, за која беше? 24-та. За последнава ми се Па да, чини. не знам за која. Се 20, а за 23-та сигурно, 24-та сигурно не се дава, дека не е помината година. Последниот добитник. Последниот доби. Тука завршуваме последниот добитник и тоа е тоа и прв точен одговор. Титаник ми се чини дека има добиено. Скоро сум сигурен дека Титаник. Ајде, не ви се мешам. мислам Титаник да го кажем. И Гладиатор доби за најдобар. Титаник и Гладиатор да кажем. После ќе мислам дека знам уште. Титаник ми се чини. Титаник. Титаник. Филм кој што освои 11 Оскари, меѓу тие и Оскар за најдобар филм, не знам само која година беше. И ќе признам и јас, пред да одам во кино да го гледам, тоа со другарки бев, со женска екипа, ги зезав цело време дека леле сега ќе плачете сите, купете си барамчија, на крај кога си одевме од кино, јас излегов со плачење, они ми се смеа мене и така, тоа е моето искуство со Титаник. Да се вратиме на темата за 50 евра за да не си одиме со плачење, кој ќе биде? Гладиатор да кажем. Мислам дека освои. Па би требало. Би требало да освојам многу Оскари. Гладиатор. И Гладиатор уште еден филм на кој што имам плачено. Не знам што да кажам. Еден од подобрите филми би рекол, подобро. да. Со како се викаше бе актерот? Расел Кроу. Расел Кроу, Џорџ Клуни ми одеше цело време, не можев сакав да ви дадам хинт, ама ќе погрешев ете. Точно така. Гладиатор уште еден филм кој што доби Оскар за најдобар филм и 50 евра за Павли Чеде, сега за сега се нивни. Што правиме за понатаму? Само да размислам. Да размислете. Имаме Кода 1, знам сигурно, брзо доби он. The Shape of Water, она со животното кој водеше љубовта и чистачот, доби сигурно. Кој извини? The Shape of Water ми се чини, оригиналното име му беше. The Shape of Одно Water. пред 10 години доби, скоро сум сигурен и за него. Кода, The Shape of Water и Moonlight, исто со она модерна приказна е тоа од LGBT, го знаме, Машат Маали глумеше и тоа. Месечина. Месечина, Како си, да. Ја ми сигурен сум за ветер. Moonlight, Добро, Moonlight или во наш превод Месечина. Преведен беше овој филм.
Така е точен одговор. Значи Кода сега Кода. брзо доби за најдобар филм. Така е. Сега баш го видов тука на листата моја, Кода, така е. И кој реков? The Shape of Water. The Shape of Water. И тоа сум прилично Како ќе сигурен. биде формата на водата, како? Така нешто. Така, некако, да е. И контроверзен беше многу, ко паметен. Зашто гледаш такви филмови? Што си готуваш с паметот со такви филмови? не гледам такви филмови, ако ќе доби Оскар за најдобар Да, филм, го добро, паметам и го спуштам и го гледам. Да, и јас сакам да ги видам кои се добитници, понекогаш не се согласувам со одлуката да бидат, но понекогаш стварно заслужени филмови. А некои филмови па кои што има добиен Оскар порано во минатото, не ги доживеав така, а после тоа сватив зошто добиле Оскар. После години, најверојатно не си бил созран доволно. Формата на водата, 6 точен одговор и 100 евра се сеа на Чеде и Павле. Што правиме за понатаму? Историски од цело време што добиле најдобар филм, така? Да, Од Оскарите. од почеток да. Кум 1 и Кум 2 има добија. Сега ми тек. Не знам. Godfather 1 и 2. За најдобар филм? Да, за најдобар филм. Кум 1, Кум 2 и Moonlight, Spotlight ќе биде третиот. Spotlight. Како ќе дојдеше во превод Spotlight, само момент. Добро, ќе го најдеме вака. Кој ќе биде сега прв што го играме во оваа Па серија? ајде нека биде Spotlight. Spotlight. Кум 1 и Кум 2 има добија. И Марлон Брандо за најдобра улога, мислам. И тој скоро 10 години ако има добиено пред 10 години Оскар. Така. Најако е дека сме во тие години, кога 10 години ни се скоро, брат. Ова да му го направиш муавет на некај 17-18 години, му речеш, сега пред 10 години, ти дали си нормален? Мене тоа редовно ми се случи кога седам. Македонскиот превод на Spotlight е под лупа и е точен одговор, така е? И Кум 1 и Кум 2 ми се чини, ма и прилично сум сигурен дека имаат Ти освоено. како осми одговор, двата заедно? Се зета. Кум 1. Да. Кум Godfather или кум во оваа ситуација. ќе Godfather и да. Godfather 2. Да, така е. Така е и Кум 2. и Кум 2. Двата прилично сум сигурен. Од дека- вториот брак. Да. Кум 2, 9 точен одговор и 150 евра се сега на дофат на Павле Чеде. 150 освоив. Да, 150 освоивте, така е. Знаем. Само ве чекам да кажете што ќе направи, чекам за понатаму, затоа викам дека ви се на дофат, да не речам че се Не, да размислам. Ајде, размислам. Однесено од Виорот може да има освоено најдобар филм. И сега ми текнуш еден Green Book, сигурно. Ама уште еден. Има, како да ти кажам, филмови... Имаше еден исто во скоро време, 10 Mountain, нешто беше кој исто модерна верзија, што викаш ти од овие модерниве филмови гледаш, а не со Джек Галегер беше тој. Како беше... Mountain нешто знам. беше, тој доби сигурен со, ама не ми текнува Да, ја името. ми текна мене името, ама немаше да кажам, да. Да, добро. Тоа е, за малце ќе се залетам. Green Ама имате тука, како да ти Green кажам... Book е, сум сигурен, исто скоро Окей. доби. Однесено со Вирот, кој е втор, Легендарен, така. легендарен и сега третиот да го најдеме барем за 200, ама да помислам уште малку. Третиот ти имаш тука, како да ти кажам, филмови еден куп познати. Има добиено The Beautiful Mind, сигурно. Чекај Ајде да одиме видиме. со овие. The Beautiful Mind, главна улога исто беше Расел Кроу, ми се чини. Така, Расел Кроу, убавиот ум, така ли некако Да, беше да, кај нас да. преведен. Добро, ќе го бараме, ами ја мислам дека беше, ама сега... Добро. Прекрасен ум уствари беше кај нас, да. да. Каде беше прекрасен ум. Океј, со кој почуваме? Баш однесено од Биорот. Добро, прекрасен ум, во рече го слушна кај мене, Да. во ред, тиете го точен одговор, е уште полесно и побаво за вас да не се кидате, Да, потоа однесено од Биорот. однесено од Виорот, легендарен постар филм, сме го гледале. Мислам, барем јас сум го гледал, како се каже, сме го гледале. Однесено со Виорот е 11 точен одговор за Павле и Чеде. И Green Book. Само секунда да го испишеме. Така е и Зелената книга. Да.
Зелената книга 12 точен одговори 200 евра се моментално на Павле Чеде. Што правиме? 3 одговори не делат од 300 евра. Дали ќе искористиме оваа шанса да атакуваме на 300 евра, но со можност да ги изгубиме и овие 200 кои што сме ги освоиле, или ќе си ги земеме овие 200 па ќе бркаме 300-ката во некоја наредна ситуација. Ја пак ќе ви кажам, има тука The Artist е еден, The Artist ми текна, а више не ми текнува. Evo, ako ne si siguran, Не сум сигурен. I poјќе од тоа што се надевав. Гледам филмови, не е било, ма... Марко, тука застануваме Застануваме. на добар пат пред ти сега со артистот. да, знам дека Доколку продолжевте покрај артистот, кој вака ти паѓа прв на ум за да го изиграш? кога јавленијата ќе стигнат, би рекол. Така, тоа ти е точен одговор. И кој некој легендарен би бил? Храбро срце, би рекол. Храбро срце и Со Мел храбро Гибсон. срце, точно така. Леле, сега ми е уште покриво. Подобро да добро, не ама не бев сигурен. Супер, одлично одиграно, така и храбро срце и кој ги рековме други се наоѓаат на ова листа. А сега ќе ти прочитам уште неколку, ќе ви прочитам. Имаме тука легендарните филмови Амадеус, потоа Американска убавина, Англиски пациент, Бен Хур, Влюбениот Шекспир, потоа Возејќи госпоѓа Дези, па Ганди, Девојка од $1.000.000, Дождовен човек, прекрасен филм со Том Слем Хенкс. Дог милионер. И да, Тој добро. и тој исто Паразит, така сега со би Дастин рекол. Хофман, така потоа имаме Казабланка, легендарен филм, Крамер против Крамер, а иначе Крилја или Крилја е првиот филм кој што добива Оскар уште во далечната 1927 година, или ако сакате за некоја година, 100 години ќе прослави наградата на Крилја. Потоа Лет над кукавичкото гнездо, Ловец на Елени, Лоренс од Арабија, Милионер од улица, потоа На западот ништо ново, Обични луѓе, Одејки по својот пат, Осило, Паразит, Пат околу светот за 80 дена, Побуна на бродот Баунти, Последниот кинески цар, Роки и така натаму ги има уште многу. Павле Чеде одигра денеска одлична партија и тоа резултираше и со парична награда од 200 евра. На моје огромно задоволство, а верувам и на ваше драги гледачи, си обезбедија учество и во следното издание на нашиот квиз. Па, со тоа ќе го завршиме денешното издание, ќе го чекаме наредното, а до тога секако уживаме со програмата на телевизија Сител. Никако немојте да заборавите, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!